Дури 90% од граѓаните на Европската Унија дишат ист загаден воздух, каков што дишат и македонските граѓани. Оваа несрекна изјава на заменик министерот за животна средина Јани Макрадули предизвика лавина реакции во јавноста. Од едноставна причина што живееме во време кога секој преворувајќи на Google може лесно да провери дека информацијата е апсолутно неточна, а податокот е небаре изваден од ракав. Овие информации лесно може да ги проверат и министрите и нивните заменици, но и ние, обичните смртници, бидејќи на ниво на Европската Унија има транспарентно информирање за загадувањето на воздухот, почвата и водите. Нешто што кај нас, за жал, се уште е само сон. Првиот чекор во борбата со загадувањето е информацијата. Да знаеме каде е загадено, колку е загадено, кој и кога загадува. Македонските граѓани, за разлика од европските, неретко за загадувањето се информираат преку социјалните медиуми. Се чини дека првата линија на информирање се токму граѓаните, а не институциите. Тие секогаш први ги гледаат масните дамки во водите, чадот од изгорените гуми, дивите депонии кои никнуваат преку ноќ. Сето ова некако не им влегува во радарот на инспекторите за животна средина, а тие се последните кои дознаваат. Тоа е една од причините зошто загадувањето е толкав проблем во земјава. Институциите секогаш последни дознаваат и последни реагираат. Но да се вратиме на информирањето. До пред неколку години македонските граѓани немаа можност да дознаат како воздух дишат во нивните населби. Не знаеа дали концентрациите на одредени загадувачи е во рамки на нормалата или далеку над неа. И веројатно многумина од нив за прв пат слушнаа за фамозните PM честички. Масовното следење на квалитетот на воздухот им беше овозможено преку апликацијата Мој воздух, која не е производ на државните институции, туку производ на приватна иницијатива. Од друга страна пак, граѓаните од Европската Унија се добро информирани, благодарение на Европската агенција за животна средина, која безбедува независни информации за животната средина. Тие имаат можност преку апликацијата Europair да го следат квалитетот на воздухот во над 30 европски држави и во над 500 европски градови. Податоците се добиваат од преку 3500 мониторинг станици, кои ги следат сите важни параметри, вклучувајќи ги PM честичките. Па еве, и самите можеме да провериме каде во моментот во Европа воздухот е загаден. Лесно може да се забележи дека воздухот во најголем дел од земјите во ЕУ не е загаден, иако сезоната на грејење е почната. Додека ја снимаме оваа видеоколумна, воздухот во најголемите европски градови е чист или релативно чист, додека во овој дел од Европа ситуацијата е непроменета. Например, еве Берлин, или да речеме Виена, или пак Мадрид. Мапата во речиси цел дел од Европа, со исклучок на Полска и Балканот, речиси на секаде е зелена, означувајќи дека воздухот е чист. Преку Europair, сушност, лесно проверивме дека информацијата дека 90% од граѓаните на ЕУ дишале нечист воздух е неточна. Тоа го потврдува и годишната статистика за квалитетот на воздухот на ниво на Европската Унија. Поразителни се бројките кои покажуваат дека нашата држава е на европското дно на годишна концентрација на PM10 честички. Почист воздух, за жал, дишат граѓаните само на најбогатите европски држави, а најзагаден оние во Турција, Србија, Црна Гора и секако нашата држава. Да се вратиме на информирањето. Ако ги споредиме податоците од веб страниците на Македонското Министерство за животна средина и она на Европската агенција за животна средина или на било кое национално министерство од земјите членки, ќе видиме дека има потранспарентни и посеопфатни податоци за состојбите со загадувањето отколку кај нас. Но податоците не се важни само за граѓаните. Податоците се важни пред се за институциите, граѓанските организации и научната јавност, со цел да развиваат подобри стратегии за борба со загадувањето. Во земјава, во некои случаи, не ни може да има транспарентно информирање, кога во многу од градовите не постојат мерни станици за следење на квалитетот на воздухот. Па податоците или ги нема, или ги добиваат од други извори. Например, има мерни станици и во Битола и во Гостивар, но дел од нив не работат подолго време. Да заклучиме, информацијата е клучна. Граѓаните заслужуваат да знаат како воздух дишат, каква вода пијат или од каква почва ги добиваат овошјето и зеленчукот. Навремената и точна информација за овој проблем креира и поголема доверба во институциите, но и можност за граѓански активизам и за иницијативи за намалување на загадувањето. Од ова никој не треба да се плаши, бидејќи епилогот може да биде само поквалитетна и почиста животна средина за сите.
Не е доволно што во текот на зимскиот период граѓаните можат буквално да го видат воздухот што го дишат. Потребна им е информација што навистина дишат и кој го загадува воздухот што го дишат.